почитувани родители, почитувани директорки и наставници, почитувани съученици. Денес е посебен ден за сите нас. Ден, на кой го славиме патроният празник на нашето училище – Димче Ангелов Габерот. За жал и оваа година, патроният празник го прославуваме во вондрени околности, во услови на светска пандемия. Но и во овие услови, големите борци, не смееме да ги заборавиме. Треба да ги почитуваме и чествуваме. Да се гордееме со нашето прекрасно училище, кое го носи името на нашиот учител, револуционер и борец за слобода. Димче Ангелов Габерот. Вечна чест и слава! Неговиот светол лик го карактеризира животниот пат вткаен во пространната историја на Тиквешкиот регион. Габеровото грандиозно дело се искачи кон вондрено светлиот монумент на слободата. Неговото име стана знаме и символ во борбата за слобода, слободолюбив трепет и благородна насока во подвизите на револуцијата, во факелите на слободата, носени од прогресивните македонски генерации. Символ за слобода, пожртвуваност и упорност. И оваа учебна година, ние учениците од Димче Ангелов Габерот активно учествувавме во најразлични активности, надпревари и проекти. Да погледнеме дел од нив во презентацијата која што следува.
Нашата креативност не стивнува, а заедно со нас уживате и вие. Затоа што ние сме синоним за успех. Училиште со високи достигнувања на многобројни надпревари, представи, работилници, манифестации и проекти. За тоа колку е успешно, нашето училиште говорат активностите и освоените награди, кои учениците ги имаат постигнато, заедно со своите наставници и безусловната подршка на нашата директорка Менче Николова. Ја поканувам накратко да ни се обрати. Драги ученици, почитувани родители, колеги наставници, вработени во нашето училиште. Најнапред би сакала да упатам срдечна честитка по повод денешниот ден, патрониот празник на нашето училиште Димче Ангелов Габрев. Храброста и револуционерното дело на нашиот патрон постојано не подсетуваат на еден важен дел од нашата историја. А ликовите кои ја испишале оваа историја се достојни за сечија почит и чествување. Оваа година беше вистински предизвик за сите нас. Бевме принудени дел од наставата да ја реализираме на еден поинаков начин онлайн. Но тоа не представуваше никаква пречка за нашите наставници, ниту за нашите ученици, да продолжат да се стремат кон единствената нивна цел – успешно совладување на наставните планови и програми. Доказ за тоа се успесите кои нашите ученици ги постигнаа на бројните регионални и државни надпревари на кои достојно го представуваат нашето училиште. Во оваа прилика би сакала да упатам честитки до нив и благодарност до нивните ментори кои неуморно ги мотивираа своите ученици да продолжат на патот кон успехот. Исто така им честитам и на сите ученици кои освоја награди на распишаните конкурси по повод патрониот празник на училиштето. Честитки и до ученикот кој годинава ја понесе титулата ученик на генерацијата Христијан Захарчев од 9-то А одделение. Нему и на сите ученици од 9-то одделение им посакувам многу успех во понатамошното школување. И оваа година неуморно работевме и реализиравме низа проекти кои се во насока на подобрување на квалитетот на наставата и условите во кои таа се изведе. Кој реновиравме кабинетот по ликовно образование и создадовме едно прекрасно капче во кое учениците ќе можат да творат креативни уметнички дела. Го подобривме пристапот на лицата со телесен хендикеп во подрачните училишта, каде се поставени пристапни патеки на влезот од овие училишни згради. Обезбедивме нов современ училишен инвентар, нови клупи и столчиња за нашите училници да станат уште поубави и поудобни. Извршивме реконструкција на системот за грејење во Централното училиште. Во тек е спроведување на постапка за реализација на еден капитален проект, а тоа е изградба на најсовремена училишна кујна на 2 ката со трапезарија. Ке се реализира и проект за поставување на термоизолациона фасада на училишната зграда во Централното училиште преку проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, за кој нашето училиште е избрано меѓу 12 училишта кои ќе добијат грант од УСАИД. Се со една цел – да создадем подобри услови и капче во кое и учениците и вработените на училиштето ќе се чувствуваат како во својот втор дом. Уште еднаш, нека ни е честит патрониот празник со желби за уште поголеми успеси во идни. Нашето училиште е мотив за нашите залагања, за високи постигнувања на сите полиња, од воспитно образованиот процес, за успесите, триумфите, радостите и титулите на учениците кои водени од своите наставници постигнуваат високи резултати во наставни и воннаставни активности.
Во чест на патрониот празник, во нашето училиште беше распишан литературен и ликовен конкурс на тема "Моќта на знаењето не прави непобедливи". Наградени ученици на литературниот конкурс кои освоија прво место се: во категорија од 7 до 9 оделение, награда за најдобар прозен состав се доделува на ученикот Ангела Танчева, 9 А оделение. Во категорија од 4 до 6 оделение, награда за најдобра поетска творба се доделува на ученикот Елена Палиник, 5 А оделение. Наградени ученици на ликовниот конкурс кои освоија прво место се: во категоријата од 1 до 3 оделение е ученикот Елена Гајдаджиева од 1 А оделение. Во категоријата од 4 до 6 оделение е ученикот Елена Паленик од 5 А оделение. Во категоријата од 7 до 9 оделение е ученикот Марија Мишева од 7 А оделение. Во моментот можете да ги погледнете прекрасните ликовни креативни творби на нашите соученици, кои што се дел од ликовниот конкурс. Наградени ученици на конкурсот по информатика се: прво место Христијан Захарчев, 9 А оделение. Второ место Иван Стојанов, 9 Б оделение. Трето место Георгина Дојчинова, 9 А оделение. Животот и делото на Димчо Ангелов Габерот е длабоко врежан не само во пишаните документи и материјали, туку и во свеста и памтењето на македонскиот народ, а посебно на луѓето од тиквешкиот крај. А сега ќе можете да ги погледнете извонредните песни, рецитали и пораки, кои што нашите соученици ги спремија за вас. Рецитал "Моето училиште" Даниел Захарчев, 5 А оделение. Поема на француски јазик Лавине Патошу Фасцил во изведба на Тамара Милошевиќ, 8 Б оделение. Рецитал Небиднина од Ацо Шопов во изведба на Марија Мишева, 7 А оделение и Јосиф Чапов, 7 Б оделение. Светови од Славко Јаневски во изведба на учениците од 2 оделение. Моето училиште, Димчо Ангелов Габерот се вика. Во него од секоја училница детска радост блика. Насмеани ученици, прегратки и бескрајна дружба, на голем одмори по некоја гужба. Така беше не толку одамно. Еден ден 208 на училиште веќе нема да одиме. Часови сега од дома следиме. По цел ден пред лаптоп седиме. Нема веќе ни дружба, ни прегратки, ни гужба. Помалите ученици на училиште одат, како другар со себе маски водат. Тоа не е здраво, да ви кажам право. La vie n'est pas toujours facile. Libre de penser, de rire et d'aimer. Profitez de secondes de bonheur, de paix, de joie, à savoir décider, sans aucune crainte ni peur, dire non, oser à choisir. Il suffit de peu de choses, un peu de courage si je ose. La vie n'est pas toujours facile, mais il suffit de redresser la tête, d'affronter certaines adversités avec beaucoup de sincérité. Suivre son cœur, ses pensées, ses joies et ses propres idées. C'est alors et seulement ainsi que l'on devient acteur de sa vie. Il faut Allah lui savoir aussi, tendre maintenant celui qui en a besoin, sans espérer une écriture, bien je te dire que c'est bien. Alors, s'installer en harmonie avec soi-même et en se limon paraît presque parfait. Небиднина. Ацо Шопов. Патував долго, патував цела вечност, од мене до твојата небиднина. Низ пожари патував, низ урнатини, низ пепелишта. По жега, по суша, по невиделина.
Се хранев со лебот на твојата убавина. Пиев од грлото на твојата песна. Не гледај ги овие црни соводолици, што го параат моето лице. Ми ги подари лицето на земјата. Не гледај ги овие нарамнини врз плеките, ми ги донесе умората на ридието. Погледај во овие раце, два огна, две реки, темно чекање. Погледај во овие дланки, две полиња, две суши, глуво лелекање. Патував долго, патував цела вечност, од тебе до мојата небиднина. И сега сам, пред овој рид од болка и човештина, на патишта што не ги знам, завивам од глад и пцости. Ти дојде како црна вода на болештина, со која се болува довек од сите проклетства и злости. Кој тоа невидлив до мене седи и пали таен оган? Кој го руши на крвта зидот? Кој ми го краде слухот? Кој одзема видот? Кој пласт врз пласе неуморно реди? Кој тоа невидлив во мене седи? Кој го избриша со рака лесна сите далечини, сите близини? Кој ни е достуди таа небиднина, да бидам стебло, да бидеш песна? Тиквеш конегде в некое село, кај слана тивку, береше цвете, убива дете. Последна солза од око капа, кога на редот есен те стапи, в крви се изми утрото бело. Кога зраци челикот светна, последна мисла птица летна. Мајка ми сама остана в село. О, детски очи, криевте в себе небесно капче. Румено крве течеше в жили, брадов прескочи. Кај око детство натоку земја, горо цветникна разлиста пролета. Кај крвта бела растопи слана, црвена роза закити поле. Мајската роза и цветот моден, мирис помолот, закити друзе, огнена пуска со цвеќе млади, па напред појди и други деца брани си брат. Тиквеш конегде некое село, кај слана тивку, денеше цвете, убие дете. Драги соученици, вашите верувања стануваат ваши мисли. Мислите стануваат ваши зборови. Зборовите стануваат ваши дела. Делата стануваат ваши навики. Навиките стануваат ваши вредности. А вредностите стануваат ваша судбина. Ова мисла нека ни биде мисла водилка на животниот пат по кој ќе кориме. Благодариме што бевте дел од оваа заедничка прослава. До гледање и останете во добро здравје.